Присутни, во неколку наврати во минатото давав мои видување и забелешки за работењето на Уставниот суд. Некои тоа квалификуваа дека тоа може да се прави и дека е нормално во секоја држава се даваат забелешки за работата на секој суд, па и на Уставниот. Некои сметаат дека тоа е некаков вид притисок. Денеска излегов нова пресконференција да поставам прашање до Уставниот суд. Имено, на 10. јуни 2009 година Уставниот суд носи решение, со кое што решение одлучува да не се поведе постапка за оценување на уставноста на член 10 став 1 точка 8 од Законот за здравствено осигурување. Истиот суд за истата иницијатива 6 месеци подоцна, на 27. јануари 2010 година, носи одлука со кој што одлучува дека се укинува член 10 став 1 точка 8 во истиот дел во кој што 6 месеци претходно носи одлука дека отфала иницијативата. Значи, прво одлучува истиот Уставен суд за истиот оспорен член, истиот текст, без во меѓувреме да има промена на тој закон или било каква измена или дополна. Во јуни 2009 одлучува дека текстот е согласно Уставот на Република Македонија и одлучува да не го отфрли. Што е во ред. Истиот Уставен суд, без било какви промени на законот во меѓувреме, за истиот текст 6 месеци подоцна носи одлука со која што оценува дека тој член не е во согласност со Уставот на Република Македонија. Јас се обидов да консултирам неколку правни експерти, за да видам дали има нешто што јас разбирам, може би тие ќе ми го објаснат. Чув различни мислења. Некои сметаа дека се работи за нестручност. Патем речено затоа што во Уставниот суд има и луѓе кои што немаат соодветно образование, политиколози и така натаму, и најверојатно некој некогаш ги предвидел како гласачка машина. Други сметаат дека може би се работи за партиско влијание на некоја политичка партија и дури посочуваат на кој. Трети пак мислеа дека може би се работи за корумпираност и дека може би некој платил за ова, некој што има интерес за тоа. Јас денеска немам намера да ги обвинам од Уставниот суд и нема да кажам ништо, само ќе поставам прашање. Како е можно и зошто со едно решение Уставниот суд смета во јуни 2009 година дека одредбата во Законот за здравствено осигурување е уставна, а со друго решение смета дека иста одредба 6 месеци подоцна не е уставна. Значи, поставувам прашање, поставувам дилема и се надевам дека ќе добиам одговор од страна на Уставниот суд. Потоа ќе го кажам и моето мислење кога ќе го добиам одговорот од Уставниот суд. Ви благодарам.